Место речиси нема, по Штипската се наполни и Кочанската болница. Само една недела по отварањето на ковид одделението од вкупно 25 кревети слободни се само уште неколку. Во моментот на посебното ковид одделение во болницата има хоспитализирано вкупно 18 пациенти, од кои 12 се позитивни на вирусот, а на 6 лица им е земен бриз и чекаме резултати. Во болницата се сместени пациенти со благи симптоми, но и потешка симптоматологија. Истакна директорот на болницата Александар Серафимов. Доколку бројот на пациенти продолжи да се зголемува со оваа динамика, од Кочанската болница размислуваат и за алтернативни решенија. Проширување на капацитетите е можно во делот каде е сместено одделението за физикална терапија. За алтернативни простори за сместување на пациенти со COVID-19, доколку тоа го наложи ситуацијата, се размислува и во Штипската болница. Наше е да апелираме да се опрат овие галопирачки бреки. Доколку и дојде, ние сме тука да тражиме изнизи решенија. Доколку и се јави потреба за тоа, а веќе нема капацитети кај што ќе можеме да ги препраќаме пациентите, ќе тражиме ние начин и место каде да ги сместиме оние пациенти кои што ќе имаат потреба од хоспитализација и кои што ќе имат тешка клиничка слика. Дали тоа ќе биде оддел за кардиологија што го имаме на третиот спрат, дали ќе бидат собите за интензивна нега, дали ќе биде целокупниот оддел за интерни болести, тоа ќе го решаваме се во координација со раководителите на тие места и во склоп на ситуацијата која што ја би имале тогаш. Ваква потреба може да се јави многу брзо, зашто во моментов цела држава, вклучително и источниот регион, се наоѓаат во така наречената четврта фаза на епидемија. Проценката на Светската здравствена организација на глобално ниво и на ниво на Европски регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок. Според категоријазацијата на ризикот се проценува дека Република Северна Македонија е во фаза 4, широко распространета трансмисија во заедницата. Стои во извештајот на Институтот за јавно здравје. Во моментов Штипската локална администрација работи со само 1/3 од вкупниот капацитет. Од 147 вработени на работа одат одвај 47. Причина е појавата на ковид инфицирани вработени и заминувањето на голем дел од персоналот во изолација. Во општината има еден заразен и неколку души кои се во изолација и поради контакти со овој вработен, но и поради контакти со домашни кои што се позитивни претходно на коронавирус. Поради ова, од денес општината е со нов режим на работа. Имаме нов режим на работа во кој што се ограничува бројот на вработени и даватели на услуги во списа на она што значи администрација и во списа на она што значи вработени во општината. Променетиот режим во работењето на администрацијата нема да значи и нема да биде на штета на услугите кои што ги пружа нашата администрација. Позитивен вработен во детската градинка Вера Циривири Трена во Штип е нов случај на појава на ковид во градинките и причина за изолација на деца и персонал. Министерот за здравство пак Венко Филипче оценува дека пакетот мерки за превенција од коронавирусот е така димензиониран што ако граѓаните целосно ги почитуваат препораките на Комисијата за заразни болести, во голема мера ќе придонесат за намалување на трансмисијата на COVID-19 во наредните 2 до 3 месеци, односно силата на пренесување која во моментов ја има вирусот едноставно ќе спласне.